саботно издание на регионалните вести. Интензивно се работи на булеварот Благоја Тоска во Тетово, покрај делумно продолжување на должината кај касарна. Најголем дел од делницата ќе добие нов асфалт. Зголемениот метеж на сообраќајот низ Тетово периодов се должи на изведување на градежни работи на една од најфреквентните делници булеварот Благоја Тоска. Се поставува нов асфалт на потеклот од почетокот на булеварот кај стадионот се до крстосницата со улицата Борис Кидрич. Ние почнавме со асфалтирањето на делот на Благоја Тоска, значи од кружниот тек по стадионот, значи од регионалниот пат до кружниот тек кај касарна. Тука имавме значи реконструкција тотална реконструкција на патот заедно со тротоари, тоа го имаме и осветлување тука имаме поставено и се поставува, значи продолжува со работата. Кружниот тек, значи го асфалтиравме, го овозможивме, значи да функционира тука кружниот тек. После почнавме исто така со асфалтирање на делот од кружниот тек, значи кај стадионот до раскрсницата со касарна. Тука имавме дел со гребење, значи одевме и другиот дел, значи тотално асфалтирање. Значи поставивме и улично осветлување. Значи тој дел сега функционира добро, значи до сега ни недостигаше тоа. Меѓутоа пред 2-3 дена почнавме и со еден друг дел од Благоја Тоска, каде што имавме потреба за интервенција. Тоа е делот од раскрсницата со Борис Кидрич до раскрсницата кај Тетовчанка, значи двете правци. Почнавме со гребење и асфалтирање од 5 сантима. Значи тие два дела ќе се асфалтираат, значи прво ќе се гребе тука во дебелина од 5 сантима и асфалтирање од 5 сантима. Ако имаме можност, ќе видиме да интервенираме, значи и кај раскрсницата со Благоја Тоска и Борис Кидрич. Тука сакаме нешто да интервенираме, да направиме нешто за да се подобри, значи функционирањето на сообраќајот тука. Освен продолжувањето на 100 метри покрај касарната, булеварот засега нема да се пробива кон регионалниот пат Тетово-Јажинце. Причина е недовршената експроприација. Што се однесува за делот, значи за патот од кружниот тек кај касарната и патот што оди на кај регионалниот пат над стадионот таму, тој пат, значи, треба да расчисти, значи, тој дел треба да се расчисти со проблемот на експроприација, меѓутоа го имаме во предвид, значи, што може побрзо да може да функционира барем еден дел од улицата. Ќе видиме, значи, ако ни овозможат временските услови и ако најдеме, значи, можност и тука ќе интервенираме малку, меѓутоа за сега не можам да ви гарантирам дека овие 2 месеци, значи, ќе се интервенира тука. Се надевам дека ако не сега, на пролет ќе видиме да се интервенира тука, за да се олесни сообраќајот од горниот дел. Од друга страна, завршени се сите формалности околу документацијата за пробивање на булеварот Благоја Тоска кај болницата. Сепак нема точна најава кога ќе почнат градежните работи. Се заврши. Значи, најглавно е дека сме дошли до таква состојба или до таа мера што веќе сме ги комплетирале документите за таа
за тој дел. И сега ни останува да почнеме со реализирањето. Освен општина Тетово, во реконструкцијата на булеварот се вклучени и други државни институции. Пожарникарите одамна не гаснат само пожари, туку тие се и спасители. Лицата со оваа професија посетуваат и обуки за справување со природни катастрофи, извлекување жртви во сообраќајни несреќи, но до нив стигнуваат и барања од граѓаните за пронаоѓање на изгубени миленичиња. Бобан Трпковски, речиси целиот работен век е пожарникар. Во моментов е на функција заменик командир во територијалната противпожарна единица во Тетово. Тој и сите негови колеги ја сакаат својата работа и најсовесно и одговорно ја извршуваат со голема љубов и пожртвуваност. Оваа професија повеќе не значи само гаснење пожар, туку и спасување човечки животи при природни катастрофи. Гаснеме пожари, извлекуваме повредени патници од сообраќајни несреќи, отвараме заглавени брави, односно се грижиме за безбедноста на граѓаните, вели Трпковски. Кај нас во пожарството имаме три врсти на специализација или специјалисти, значи луѓе кои се бават со излекување на повредени од сообраќајки. Значи имаме специјалисти кои работат на природни непогоди, земјотреси, поплави и слично. Значи бојави, отрови во случај на војна или нешто, истекување на тешки токсични материјали. И значи пожарникари кои се грижат за гасење на пожарите. Меѓутоа не значи дека ние не треба ние сме сервис на народот и дека не треба да излеземе да отвориме нечија врата, например, од балкон, или не се случувале такви работи. Не значи дека во едно невреме висеа кровови, значи цели лимени кровови, не значи дека ние не треба да излеземе и да ги отстраниме доколку имаме средства за таа работа. Кога имаше јаки ветришта, значи ние излегувавме сите дрва кои беа попречени на пат или паднати на пат да ги отстраниме од патот. Изми, доколку имаме значи такви средства, ние набавивме некои специјални значи средства за фаќање на змии. Пожарникарите имаат опасна професија. Постои ризик од повреди додека спасуваат други животи, поради што често посетуваат обуки за подобро и побезбедно да ја извршуваат својата должност. Кога сите бегаат од опасноста, ние влегуваме таму, вели Трпковски. Секоја година значи имаме организирани обуки од странство, наши облека обуки, значи се обучуваме, се трудиме да бидеме што пообучени, бидејќи пожарникарот кој е обучен и кој е спремен, помалку се повредува. Не е исклучиво дека не заради невнимание, туку заради лоши временски услови, дали големи ветришта тие работи, значи некој да се повреди, меѓутоа тоа се лесни повреди кои брзо ги санкционираат. Покрај сериозните случаи кои што ги имаат тетовските пожарникари, често се соочуваат и со интересни барања на граѓаните. Симнуваат и залутани миленичиња по туѓи покриви. Да кажам, значи еден случај каде што на некој странски државјанин бил притворен, па сега имал животинче мачка со него, па таа мачка била осигурана, полицајците не знаеле, па се зеле дома, па таа им побегнала и сега ние како пожарникари требаше да ја фаќаме. Зашто? Затоа што била осигурана мачката и дека требаше да се врати на собствениците. Успешно. Отидовме до лице место, значи ја фатиме мачката, ја донесовме. Често ви се случува со повици за мачки, кучиња или тоа? Па има, значи има мачка че се качи например на бандера горе. Да, и сега мачкава може да направи прво самата спој може да направи. Противпожарната активност вклучува едукација на населението во стамбените згради и предпријатијата за постапување за време на пожар, спроведување на презентации во училишта, но и прием на деца во противпожарната станица.
Трпковски вели дека токму децата на најрана возраст најбрзо ги впиваат корисните совети. Најголемо задоволство за било кој пожарникар е кога работи со деца. Значи, кога гледа децата се огледало на нас самите, значи они се. И колку ја респектираат работата наша. Нашите планови се да се направи едно нивно катче, нивна соба каде секој кој ќе дојде тука ќе ни цртаат некои работи, ќе ни кажуваат, ќе се забавуваат тука со нас заедно, за да осетат дека ние сме луѓе кои се грижиме за нивната, значи иднина да пораснат, за нивните семејства, за нивните материјални добра. И секако ќе српиме и некоја кај ни, мислам, ќе побудиме некоја понатамошна желба за нив, можеби некој од нив понатамо да стане пожарникар. Бидејќи убавината на оваа наша професија се носи во душата. Они се искрени, секогаш прашуваат баш она, може и незгодно некој прашање да ви прашаат, значи секогаш прашуваат, обично се среќаваат со нашата опрема, значи зошто служи тоа, зошто ова, зошто и сега знаеш че се фати за некое ситно делче за кој ние немаме представа зашто служи. Не се обидуваме да објаснуваме, зашто не би требало да се лажат. Меѓутоа, секогаш се, многу се, секој дете е љубопитно, значи сака да знае се, сака да праша се и ние добиваме баш највеќе прашање околу од децата, околу за нашата работа. Инаку, според истражувањето на порталот careercast.com, спроведено во 2015 година, најстресна професија на светот е пожарникар, која добила оцена за стрес од 71,59 од можни 100. Основниот суд Тетово одлучи да има супервештачење за судскиот процес, во кој гинекологот од Тетовската клиничка болница се товари за смртта на 33 годишна родилка во 2015 година. Причина се двете различни вештачења, според кои се објаснува смртта на родилката Виолета Кировска. Според одлуката која судот ја донесе на 31 минатиот месец, супервештачењето треба да го извршат вештаци од Медицинскиот факултет во Скопје. Ваквиот начин на вештачење на последното судско рочиште го побарало јавното обвинителство, откако биле прочитани и образложени двете вештачења за случајот Кировска, направени од вешти лица од клиниката за гинекологија. Според записникот од главната расправа во Основниот суд во Тетово, обвинителството побарало супервештачење, затоа што, како што истакнало, има нејасноти во вештите наоди и мислење на вештаците. На ваквото барање се спротивставила одбраната, која изјавила дека вештачењата не се контрадикторни и не се спротивни, туку се надополнуваат едно со друго. На крајот судот одлучил да има супервештачење како што стои во записникот, со цел да се отстранат сите дилеми и контрадикторности во однос на вештачењето. Првиот вештак на основа на вештачењето кој ги има направено образложи пред судот дека гинекологот Копримњак со останатиот медицински персонал направиле се да се спаси животот на пациентката. Кировска после царскиот рез била префрлена на интензивна нега и таму било утврдено дека постои крварење и докторите решиле да ја отстранат матката. Операцијата била изведена, но крварењето пак продолжило. И потоа, целиот колегиум одлучил пациентката да се однесе на Карил во Скопје. На Карил и бил отстранет дел од матката. Крварењето престанало, но пациентката починала. Рече првиот вештак, читајќи го неговото вештачење за случајот Кировска. Тој во своето вештачење има нотирани пропусти во поглед на медицинската документација. Недостига лабораториски наод, крвна слика, недостига описот од потешкотиите за вадење на постелката. Не ја знаеме почетната крвна слика на пациентката и затоа не можевме да знаеме колкава била загубата на крв за време на царскиот рез. Вели првиот вештак. Тој на прашање на јавното обвинителство одговорил дека горе наведените пропусти по сега покојната Кировска немале конкретно влијание.
Вториот вештак пред судот го прочита и го образложи своето вештачење, во кое наведува дека целиот медицински персонал, од матичниот лекар, па се до началникот на гинекологија, имаат одговорност за случајот Кировска. Одговорност има кај матичниот лекар на Кировска, кој пациентката за време на незината бременост требал да ја прати на специјалист и на преглед на 3D, затоа што пациентката имала лузна на матката, а матичниот гинеколог ја водел како нормална бременост. Таа немала нормална бременост, затоа што пациентката имала и претходно царски, имала лузна, а имала и висок крвен притисок. Втора грешка која ја најдов е тоа дека на пациентката ја даден лекот Клексан, кој не треба да се дава веднаш по операциониот зафат. Друга грешка е што Кировска е примена и ставена на стол, без претходно да и се направи крвна слика. Не знаеме дали била или не била анемична. За ова е виновен и гинекологот и анестезиологот. Втората операција не е добро направена. Тие во втората операција и ја извадиле пола матка, а знаеме дека ако сакаме да запреме крварење, треба да го извадиме целиот орган. Рече вториот вештак на последното судско рочиште за случајот Кировска. Основното јавно обвинителство Тетово го товари гинекологот Казимир Копривњак за несовесно работење. Тој според обвинителниот акт на 19 август 2015 година врз родилката во Илета Кировска започнал царски рез, без претходно да обезбеди количини крв. По настанатото крварење не изврши веднаш медицинска интервенција, со која може да го спречи настанувањето на хеморагичниот шок, од кој настапила смртта, туку интервенцијата ја изврши со заснување. Судскиот случај за Кировска ќе продолжи во основниот суд во Тетово, откако ќе биде извршено супервештачењето, кој треба да го извршат вештаци од медицинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. 69-годишна жена се здобила со тешки телесни повреди во сообраќајна несреќа, која се случила во Гостивар во близина на зградата на Трудова медицина. Регистрирана е нова сообраќајна несреќа во Гостивар со повреден пешак. Се случила вчера попладне на улицата Беличица во близина на објектот на Трудова медицина. Како што информира портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски, во несреќата учествувале товарно возило Мерцедес со гостиварска регистрација, што го управувало 61 годишно лице од Гостивар и 69 годишна гостиварка која се движела како пешак. Во несреќата жената се здобила со скршеница на ногата и други телесни повреди. Била пренесена во гостиварската болница, каде лекарите ја укажале медицинска помош, пошто е пуштена на домашно лекување. Полицијата соопштува дека е извршен увид и се утврдуваат причините за несреќата. Со оглед на зачестените сообраќајки со учесници пешаци, надлежните повторно апелираат на внимателност и почитување на правилата, за да се избегнат несакани последици. Ова се однесува и на самите пешаци, да внимаваат каде ја преминуваат улицата, и на возачите кои треба да ги почитуваат прописите и да им даваат првенство на минување, потенцираат од полицијата. Во недела во ресторан Арена во Тетово ќе се одржи хуманитарен концерт со цел собирање средства за лекување на гостиварецот Ивица Стрезовски. Хуманитарен концерт со цел собирање средства за лекување на гостиварецот Ивица Стрезовски ќе се одржи во недела 5 ноември во ресторанот Арена во Тетово. Концертот ќе биде проследен со музички изведби на Благоја Груевски, Наум Петрески, Зујца Лазова, Милица Кузмановска, академци и голем број други естрадни уметници. Почетокот е закажан за во 20 часот, а влезницата чини само 200 денари. 35-годишниот Ивица Стрезовски од Гостивар боледува од спиноцеребрална атаксија, болест која му оневозможува да се движи нормално, му го отежнува секојдневието и предизвикува низа други здравствени проблеми. За Ивица да може во декември да тргне на операција, односно третман со матични клетки во Пекинг, Кина, и повторно да застане на нозе, му недостасуваат уште 6500 евра од вкупната сума, $18,000. Ивица е борец, но потребна е и наша помош во неговата борба. Сите хумани граѓани можат да донираат исто така и со повик на телефонските броеви 143 460 за корисници на One и VIP, 143 171 за корисници на T-Mobile или со донација на трансакцијската сметка 2
0000 31 822 30977. Стопанска банка АД Скопје. На име Ивица Стрезовски. Полицијата се уште трага по убиецот на Мартин Јанушев. Убиството се случило вчера околу 18 часот пред Ред кафе на улицата Владимир Комаров во скопската населба Аеродром. Според очевидци, во Мартин вчера со огнено оружје пукале двајца, а не едно лице. Неофицијално на полицијата е познат идентитетот на еден од напаѓачите, кој имал дебело криминално досие во МВР. Мартин со 4 до 5 куршуми во главата и вратот бил пренесен во градската болница, од каде во 18:45 лекарите соопштиле дека тој веќе бил донесен мртов, но тие 40 минути се обидувале да го реанимираат. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на сторителот и за целосно расчистување на случајот. Обвинителството го завршило увидот на местото на несреќата. Трагите собрани од местото каде се случило убиството се предадени на вештачење кое го наредил јавниот обвинител, кој вчера до доцна во ноќта вршеше увид. Мартин Јанушев бил фудбалер во клубот Локомотива. Апелациониот суд Скопје ги прифати жалбите на специјалното јавно обвинителство против решението на кривичен суд со кое се забранува користење на бомбите како доказ во случаите ТНТ и Топлик. Прво обвинетиот во Топлик за случајот Сончев град е поранешниот министер за транспорт и врски, а предметот ТНТ се однесува на уривање на стамбениот комплекс Космос. Советот за оценка на обвинителен акт на Основниот суд Скопје 1 Скопје на 27 септември годинава ги одби бомбите како доказ во случаите тендери, Топлик и тортура. Радио Слободна Европа во својата видеотема на неделата анализираат околу сексуалното вознемирување на работа. Добро дојдовте во ова издание на темата на неделата, во која се осврнуваме врз сексуалното вознемирување на работно место, појава за која, иако е многу раширена во светот, малку се зборува. Сексуалното злословување во Холивуд, кое деновиве е во центарот на вниманието на јавноста во светот, поради случајот со продуцентот Харви Вајнстин, не е ограничено само на филмската индустрија, туку е присутно и во други професии. За овој проблем дебата одржа и пратениците во Европскиот парламент, откако беше обелоденето дека такви случаи имало и во институциите на Европската унија. Скандалот со Харви Вајнстин поттикна глобална дебата за сексуалното вознемирување на работно место. Вајнстин е обвинет од многу жени дека сексуално ги малтретирал или напаѓал во инциденти што датираат од 80-тите години на минатиот век, меѓу нив и 3 кои велат дека биле силувани. Тој негира дека имал неконсензуален секс со некого. Како и да е, се поголем број жени јавно почнаа да говорат дека имале такво искуство. Хаштазите како Me Too, или во превод И јас исто, кои се појавија на социјалните медиуми, станаа место за примери на сексуално вознемирување. Весникот Sunday Times дури објави статија во која женски помошници на пратеници во Европскиот парламент наведуваат дека биле жртви на сексуално вознемирување од политичари. Токму поради тоа парламентот свика итна дебата на оваа тема. Обраќајќи им се на пратениците, еврокомесарот за трговија Сесилија Малмстром рече дека една од секој 3 жени била жртва на некаков вид физичко или сексуално насилство. Do not tell enough personal stories. And the reason we are debating this today is, of course, because of the global movement of Me Too. Real stories which has exploded in social media and other communication forum the recent weeks. Stories that have been kept locked in the memories and the hearts and minds of millions of women across the world who's been suffering, who's been silently trying to forget or cope with this or ignore the pain. На пленарната седница европратеничката Тери Рантке, членка на германските зелени, изјави дека таа лично била сексуално малтретирана, исто како и милиони други жени во Европската унија. And I think it's about time that we very clearly say
that we should not be ashamed, but that the perpetrators should be ashamed. Because sexual harassment is such a widespread problem all over the European Union, and we will need legislative steps in order to combat this problem. За каков вид на иницијатива се работи, објаснува францускиот јуниор министер за родова рамноправност Марлен Шкјапа, која вели дека ова е поинакво од претходните краткотрени дебати по скандалите со француските политичари во изминатата деценија. C'est préserver justement la séduction, la galanterie et l'amour à la française que de dire on préserve le consentement et que dans un cadre défini entre adultes consentants, tout est permis, on peut se séduire, se parler, etc. Mais qu'à partir du moment où quelqu'un a dit non, qu'il n'avait pas envie de rentrer dans ce jeu, eh bien c'est un non ferme et définitif. Во Македонија пак, според упатените, самата свесност за препознавање на сексуалното вознемирување е се уште ниска. Некои истражувања покажале дека само 1/3 од жртвите и формално пријавиле дека имале такво искуство. Како причини се наведуваат страф од бркање од работа и срам од колегите и блиските. Понекогаш жртвите ниту знаат како да постапат ако тоа им се случи. Во Македонија не постои официјална бројка на жртвите на сексуално вознемирување на работното место. До септември годинава во МВР се регистрирани 70 кривични пријави против половата слобода и морал, од кои 37 се случаи на силување. Упатените велат дека бројката е висока, но дека свесноста за препознавање и пријавување на овој феномен е се уште ниска. Истражувањето кое на оваа тема го направи Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, а кое опфаќа 809 испитанички, покажува дека скоро 17% од нив биле жртви на некаков вид на полово вознемирување на работното место. Најчесто е невербалното. Невербалното подразбира одредена комуникација која што е преку одредени содржини, да кажам визуелни содржини, пишани содржини кои што се со сексуална конотација, кои што на некој начин допринесува да жртвата се чувствува непријатно, да се чувствува недостоинствено и сето тоа ја ставаат во позиција да ете таа, значи на некој начин мора да биде во надредена позиција во однос на тој што ја вознемирува. Она што е индикативно е тоа што мал дел од жртвите случајот го пријавиле формално во институциите. Резултатите од истражувањето покажуваат дека само 1/3 од жртвите формално пријавиле дека биле жртви на полово вознемирување, а повеќе од 50% пријавиле само до раководното лице во организацијата. Причините поради кои жените не се осмелуваат да го пријават случајот до институциите се во корелација со родовата нееднаквост во македонското општество, смета Гелевска. Имајќи го во предвид целиот тој контекст во кој што се наоѓа жената, секако, а и тоа го покажа и податоците од истражувањето, дека во најголем дел сметаат дека се соочуваат нели со страф, дека ќе им биде даден отказ од работното место, срам од колегите, од блиските, од потесното семејство, дека можеби тие го предизвикале заради тоа што кај нас перцепцијата е дека најчесто жената е таа која што го предизвикува сексуалното вознемирување на работното место, па во голем дел испитаничките кажаа дека можеби причините се должат и на тоа срам дека ќе се случи такво нешто, но и дека ќе бидат тие обвинети дека тие се директно виновни за тоа што им се случува. Жртвите на полово вознемирување на работното место имаат правна заштита која им ја обезбедува Законот за работни односи и Законот за заштита од вознемирување на работно место. Но проблемот според упатените е тоа што најголемиот дел од институциите немаат механизми за следење и пријавување на оваа појава, така што жртвите не знаат како да постапат доколку такво нешто им се случи во работната средина. Толку во ова издание на темата на неделата, во кое се осврнавме врз потребата од дополнителни потези и мерки за справување со сексуалното вознемирување на работно место. До гледање.
Белгија ќе одлучува дали ќе го уапси Карлес Пучдемон откако вчера шпански суд издаде европска потерница за протераниот водач на Каталонија. Таа се однесува на Пучдемон и 4 членови на неговата разрешена влада, кои се во Брисел. Канцеларијата на белгиското обвинителство има 24 часа да ја разгледа наредбата. Потоа судијата ќе одлучи дали каталоните треба да бидат уапсени. Тие се обвинети за бунт, злоупотреба на јавни средства и непослушност кон власта. Ако Пучдемон биде притворен, Брисел мора да го предаде во Мадрид во рок од 60 дена. Сепак Белгија може да одбие да го притвори ако смета дека неговите човекови права се прекршени. Вчера вечер повторно илјадници луѓе излегоа на улиците во Барселона во знак на протест поради апсењето на членовите на разрешената каталонска влада. Американскиот председател Доналд Трамп направи комеморативна посета на Перл Харбор во текот на неговата турнеја низ Источна Азија. Трамп и неговата сопруга Меланија фрлија бели листови на цвет во водите, каде загинаа стотици американски морнари при изненадувачки напад на Јапонија во декември 1941 против американската база во Перл Харбор, пошто САД се вклучија во Втората светска војна. Трамп стави венец пред белиот мермерен зид со имиња на мртвите американски морнари. Тој исто така се состана со пацифистичката команда во Соединетите американски држави во позадина на зголемената загриженост за безбедноста во регионот. Председателот нагласи дека е возбуден дека е во Перл Харбор, за кој читал, говорел, слушал, проучувал, но не го видел. Од Хаваи Трамп лета за Јапонија, потоа ги посетува Јужна Кореја, Кина, Виетнам и Филипините. Ова ќе биде најдолгата турнеја на американски председател во текот на изминатите 25 години. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринските температури се движеа од 3 до 7, а дневните од 8 до 12 степени. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност, претежно во планинските региони и со слаб до умерен јужен ветер. Во утринските часови по одделни котлини ќе има услови за појава на слаба магла. Утринските температури ќе се движат од 1 до 6, а дневните од 8 до 14 степени. Овде е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!